Проблемот со водата за пиење за жителите од село Мородвис во општината Зрновци е надминат. Вода добија жителите, но останува да си ги подмират сметките за вода, за која плаќаат символична цена од по 10 денари за метар кубен потрошена вода. Во овој момент може да се каже дека е надминат, макар да се уште граѓаните совесно не ја трошат водата, че морам да кажам дека водата се троши во огромни количини ненаменски, во главно се троши за полевање на бавчите, и покрај тоа што некаде повеќе од 350 кубика вода, значи изворите денес имат дотор во резерварите на Морошкиот водовод, и покрај сето тоа, значи водата трошејќи се ненаменски, вода за пиење на моменти однемува, така да ние мораме постојано, значи да правиме рестрикција, да сопираме, да се полни резерварот, пак да пуштаме. Тоа ни ствара и многу трошоци, тоа ствара и трошоци у смисла на мрежата пука, значи со самото пуштање повторно водата ќе се случи некој дефект на водоводот. Значи ствараме трошоци, меѓутоа морам да кажам и дека наплатата е скоро никаква, значи е многу мал дел, дали 10% плаќат, останатите не плаќат. Така да мислам дека ваквата ситуација нема да може да продолжи, и покрај тоа што ние се обидовме еден ден ги прекинавме со вода, самите се свесни дека навистина водата е неопходна, и затоа барам, значи, и да си ја плаќат водата, меѓутоа да ја трошат наменски. Значи водата да ја трошат за пиење, за туширање, за перење, за почување на пералните, готвење и така натаму. Има ли ефект од ова еднодневно или дводневно прекинување на водата? Па не би рекол дека баш има ефект, значи продолжија на исти начин. Во секој случај, значи сега во овој момент е намалена водата за некои 10-20% изворите, бидејќи имаме високи температури. Меѓутоа и покрај се, значи водата ако се троши наменски, имат едно семејство и по 2 кубика и повеќе вода. Меѓутоа тие трошат по 5-6 кубика на ден. Колку е обврската да плаќаат по семејство вода? Овде водата се плаќа 10 денари по кубик, значи сосема символично, бидејќи ова е нивен водовод, тие на времето го имате изградено, ние го земавме на стопанисување и тоа го земавме во обзир. Меѓутоа сепак водата, значи заради самото одржавање, хлорирање, има чиста вода за пиење. Има трошоци. Да, и покрај се, значи ги отклонуваме дефектите, така да мора да се наплати. И покрај високите температури, имате ли проблеми со водоснабдувањето во останатите две населени места, Зрновци и Видовиште? Што се однесува до Зрновци, значи таму досега немавме рестрикција, постојано си има вода. Можам да кажам дека граѓаните совесно ја трошат водата, наплатата ни е добра, таму е 20 денари кубикот за вода. Меѓутоа што се однесува до село Видовиште, значи тие се уште се на постоечкиот нивен водовод, немаме пуштена вода од општинскиот водовод. Таму исто така сме во преговори, значи доколку си постават саати, ние водата можеме да пуштаме и во моментот. Меѓутоа и таму идовме на некој отпад, значи несогласување, некои сакат да се пушти општинската вода, други не сакат. Така да со текот на времето ќе го решаваме овој проблем. За сега, значи, порачан ни е филтер за вода, кој што ќе го градиме на нивната вода, за да има чиста вода за пиење, и тоа за следната година, значи ќе најдеме поинакво решение трајно да може да имат вода.